Прво разговарам со министрот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Министре, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер и благодарам за поканата. Откако летово слушнавме повеќе идеи, односно нон-пейпери во однос на идејата за тоа како може да се придвижи забрза процесот на евроинтеграција, сега слушаме една информација која што објави Политико дека веќе се прави официјален план кој што ќе биде соопштен на Советот во октомври. Имате ли некакви информации кои се опциите кои што се разгледуваат, затоа што слушаме дека генерално фокусот е ставен на пристапот до финансиски средства кои што би било олеснет за земјите кандидатки? Па, динамиката за ваквите разговори навистина се забрза по неколкуте нон-пейпери кои што беа објавени. Еден кој што доби најголемо внимание, оној на францускиот претседател и германскиот канцелар пред самитот во Тивот, но потоа и неколку други нон-пейпери кои што беа презентирани од групи на земји со различни гледишта. Примерно целта е да се даде нова димензија на политиката за проширување, затоа што политиката за проширување таква каква што е, таа е композитна политика, инкорпорира повеќе од политиките на Европската унија во една неформална целина, но таква каква што е, се сметаше од страна на институциите и на земјите членки дека не е адаптирана на ова време во кое што живееме. И од надвор кога го интерпретираш, тоа навистина е така. И затоа сега целта е да се создаде нов концепт, кој што се надеваме ќе биде попредвидлив. Точно е дека се совпаѓа со дебатата за повеќе годишниот буџет кој што Европската унија ќе треба да го донесе во следниот период и секако нормален дел од дебата на секој систем на управување, независно дали е домашен или некоја форма на меѓувладин модел како што Европската унија и парите се суштинска тема. Да, и тоа е една од темите кои што доаѓа во овој момент. За нас што е значено? Во суштина една работа е многу значена за нас како држава и како земја кандидат. А тоа е овој модел да не даде алтернатива за полноправното членство, туку и оние политики кои што ќе се насочени кон засилена соработка со земјите кандидати да бидат паралелни процеси, а крајната цел на сите процеси да биде полноправно членство. Тоа што е значено за нас, сигналите кои што ги добиваме е дека ова ново моделирање ќе биде во таа насока, дека ќе има одредени придобивки кои што ќе се даваат на земјите кандидати во процесот на преговарање, кои што во моментот не се обезбедуваат, но сепак дека крајната цел ќе биде полноправно членство. Јас сакам тука само на крај да нагласам дека ние сепак не сме земја членка. Ние можеме да дадеме наше гледиште, наш инпут, но не сме помеѓу оние кои што одлучуваат. Но и она што е можеби поважно за нас, тоа е дека при презентирањето на сите овие нон-пейпери јасно беше ставено до знаење дека за Македонија сепак останува главниот услов за уставни измени и во оваа насока некако се создаде некаква реакција во јавност, ајде да не речам доза на некаква надеж дека нешто се случува по вашата јавна изјава дадена од говорницата во владата, каде што рековте дека протоколите не се дел од преговарачката рамка. Останувате на тој став? Ние не смееме да ја прифатиме тезата дека од формално правна гледна точка протоколите или записниците од тие средби на министрите за надворешни работи се наша формално правна обврска. Суштинскиот проблем е што Бугарија е убедена во тоа. Бугарија е убедена и тоа е јасно, ние нагласувано неколку пати во средби со наши бугарски колеги, дека тие сметаат дека протоколите се формално правно обврзувачки документи за нашата држава и се дел од преговарачката рамка. Ние доколку ја прифатиме тезата дека тие се формално правни обврзувачки за нас, тогаш ние ќе треба да прифатиме дека имаме обврска да и наметнеме рокови на историската комисија да си ја заврши својата работа. Ние ќе треба да прифатиме обврска која што е произлезена, ќе повторам, од записник на средби на двајца министри за надворешни работи, дека треба на вас како медиум да ви вршиме цензура. И низа други обврски кои што Бугарија вели се формално правни, а ние како такви не ги прифаќаме, бидејќи доколку тоа го прифатиме, тек тогаш ќе почнат нашите проблеми билатерални со Бугарија низ призмата на европските интеграции. Добро, тоа важно е што кажува Брисел, не што кажува Софија. Ако тие велат дека не се дел од преговарачката рамка и ако тие не се услов понатаму на нашиот интегративен пат, тоа значи дека ние немаме пречка за да ги направиме тие уставни измени.
Политиката на проширување во моментот се базира врз основа на консензус. И јас се согласувам дека е многу значено што велат мнозинството земји членки на Европската унија, што велат институциите на Европската унија, но сепак доколку нема консензус помеѓу сите земји членки, ние суштински го имаме проблемот. И затоа ние велиме. Ние во овој момент, независно од тоа што имаше во последните неколку недели некои различни тези, па и лажни вести кои што беа пласирани во јавност околу тоа што јас сум кажал, јас наводно имаше пресконференции во кои што се тврдеше дека јас сум рекол дека има разговори под радарот, дека има тајни разговори. Ниту едното, ниту другото никогаш не сум го рекол. Прво тоа не сум термини кои што јас ги користам. Има ли некакви разговори и какви разговори има со Брисел во моментов за деблокада на процесот зборување? Тајни разговори или разговори под радарот нема. Тоа беше изјава на евроамбасадорот Рокас. Да, јас ниту сум рекол дека има такви разговори и може било која моја изјава да се проследи и да се види тоа. Има разговори од моментот кога е формирана нашата влада до денес, кои што јас тековно ги обавувам со министри за надворешни работи на земјите членки, со европски представници, разговори на председателот на владата, разговори на председателката на државата и постојано во сите разговори кои што ние ги имаме со представниците на европските институции, представниците на земјите членки, да, клучна тема е како да најдеме решение на овој билатерален спор кој што и пречи на нашата земја. Така да имало и ќе има разговори. Суштинската разлика е дека за нас треба тоа што го бараме е јасно разграничување на суштински реформи од билатерални прашања и јасно укажување и на европските институции и на земјите членки дека треба да се стави крај на барања поврзани со наш идентитет, историја, јазик и култура, бидејќи од Бугарија се уште ни се презентираат такви форми на барања кои што се поврзани со нашите евроинтеграцијски процес. Јас се согласувам дека е многу значено да ги убедиме сите, но дури постои таа препрака од Бугарија, дури Бугарија не покаже желба јасно да даде поддршка на нашиот европски пат преку европски вредности, ние имаме проблем кој што стои нерешен. Ве разбирам, министре, но ќе се согласите дека има некаква промена во реториката од страна на представниците на владеачката партија ВМРО-ДПМН, затоа што ако не грешам, претходно вашите тврдења беа дека протоколите се дел од преговарачката рамка и дека тие се директен услов, веројатно цитирајќи ги овие барања на Софија. Меѓутоа, ако предпоставиме во ситуација дека Брисел потврдува дека тие не се дел од преговарачката рамка, како што тврдите и вие, како што официјално изјави и премиерот Христијан Мицковски прашан на оваа тема, дали проблемот може да се надмине со внатрешни гаранции кои што се споменуваат изминатиот период. Се споменам од ова студио, поранешниот вице-премиер за европски прашања Васко Нумовски, зборувајќи на темата, вели дека ситуацијата може да се надмине со резолуција помеѓу партиите во која што ќе се договорат дека доколку се случи идно условување во насока на загрозување на идентитетските прашања за Македонија, ќе се договори да запре важноста на измената на овие уставни амандмани. За нас е значено суштински две работи. Првата е да имаме јасни гаранции кои што или ќе бидат проточени во наш правен систем, уставни измени со одложна примена е еден таков модел кој што го предложивме, или ќе има гаранции од европските институции. И исто така за нас е значен концептот на меѓународно правен реципроцитет во делот на човековите права. Односно, кога Бугарија очекува од нас, ние, бугарското малцинство, да го внесеме во нашиот устав, најмалку што може да направи е да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права во делот на почитувањето на основните човекови права на македонците кои што живеат на територија на Бугарија. Во рамките на тие наши позиции, веруваме дека може да се најде не само рационално решение, туку решение кое што ќе биде одржливо, бидејќи нашата цел е, прво, дефинитивно, без никаква дилема, нашата цел е да се најде решение. Но нашата цел е да се најде решение кое што нема да не стави во истата позиција во која што сме денес за неколку недели или неколку месеци. Затоа ние велиме, ова решение, кое што сега го има на масата, кое што ни е представено, кое што претходната влада за жал како такво го прифати, е неодржливо и решение кое што ќе создаде дополнителна криза во нашите европски интеграции.
И за нас нема никаква дилема дека вакво решение е неприфатливо во овој Но во момент. моментов ова го зборуваме на предпоставки, така немаме ние ниту гаранции дека Бугарија ќе не блокира Видина, така. Но ние и тоа е легитимно прашање кое што вие го поставувате, но со кој што го зборуваме со многу соговорници. Добро. Но која е суштинската разлика на нашиот евроинтеграцијски пат од фактот дека на условно кажано на секоја држава може да се постават препреки. Нашата држава заради нејзината европска иднина во последните 35 години има променето знаме, има променето устав неколку пати. Денес сме го одбележуваме рамковниот договор и тоа е едно барање посредувано од меѓународната заедница каде што ни беше ветувана европска иднина и по основ на тие уставни измени, нашата држава промени име. Друг таков пример во Европа нема и затоа велиме барем заслужуваме. Најмалку што заслужуваме како држава е да почнеме ние да бидеме оценувани и вреднувани врз основа на европски Јас ве вредности. разбирам и се согласувам со сето ова, ама на крајот на денот мора да се вратиме на почетокот дека ние сме тие кои што бараме прием во Европската унија и ние сме тие кои што бараме преку овој процес да ни се помогне да изградиме функционален систем во државата. Еве ќе се вратиме на денешниот ден, министре, на почетокот на она што се случуваше на овие вести. Се наоѓаме во ситуација во која што граѓаните немаат апсолутно никаква доверба во системот. Излегува дека секој може да напише нешто на социјалните мрежи, дека некаде е поставена бомба, дека има ешерихија коли во водоводот, граѓаните не му веруваат на системот. Денеска се празнеа маркети, немаше вода за пиење во маркетите. Иван, прво, ако може ова прашање да ви го одговорам од два аспекти. Прво е потполно се согласувам со вас дека ние сме тие кои што бараме членство во Европската унија. И немаме стратешка алтернатива на тоа прашање. Но патот кон Европската унија не смееме да дозволиме да не обезличи како нација и како народ. И тоа е суштината која што ние велиме. Да, ние бараме членство, но бараме членство врз основа на европски вредности и усогласување по однос на сите оние највисоки стандарди кои што нема да не донесат во ситуацијата во која што сме денес. Да најдеме домашно решение кое што ќе ни го отвори патот. Се согласувам. И на нас е да бараме решение, но решение кој што ќе биде не само два елементи треба да има тоа решение. Прво да биде достоинствено, а второ да биде одржливо. Ами да биде брзо затоа што граѓаните си одат од државата. Граѓаните по мене почнуваат да веруваат дека има систем, но треба уште многу што треба да направиме, треба уште многу работа и меѓу другото да ми дозволите сега да одговорам на вториот дел од вашата. Ако има систем би реагирале или така како што реагираа денеска по информација на социјалните мрежи дека има ешерихија коли во водоводната мрежа во Скопје. Ако секој ден добиваат известување од водовод дека водата е безбедна за пиење. Значи не веруваат во системот. За еден систем да биде функционален, сите имаме колективна одговорност. Ке ми дозволите само 30 секунди опозицијската реторика во последната година. СДСМ. Кочовска призна во буџетот нема пари. Ке имали заплати и за пензии. СДСМ. Ке нема железница, ке има мигранти. СДСМ. Ова мислам, зарем е можно, откако подолго време разговарало со првиот човек на САД да не примети дека тоа се восочни фигури на Доналд и Меланија Трамп, Андреј Жерновски. Тврди дека официјална фотографија од Белата куќа е од восочни фигури. Истиот Андреј Жерновски, кој што јавно пред една година кажа дека доколку не му се извинам во рок од 3 дена, ќе ме тужа. Помина година дена, нема тужба. Нема мигранти. Само дозволете ми 20 секунди. Нема мигранти. Има плати и пензии, најниски цени на енергенците, реформи кои што Европската унија вели се движат во вистинска насока и дојдовме до ситуација денес, истото СДСМ да наметне теза дека водата во главниот град е бактериолошки загадена. Ова е една многу опасна траекторија по кој што се движи нашата главна опозицијска партија во државата. Јас потполно се согласувам со вас. 7 години го уништуваа системот за граѓаните да немаат доверба во него. Кога се обидуваме да го изградиме системот на стабилен начин, преку лажни вести и дезинформации шират паника. Јас се согласувам со вас. Ова што се случи денес е на ниво некој да влезе и да каже дека во најголемиот трговски центар има бомби. Се шири масовна, можеби и поопасно, се шири масовна паника. Како што сум информиран, Министерството за внатрешни работи има повикано повеќе лица на информативен разговор и според мен
Мора да има одговорност за ова што се случува. Не може туку така вие да споделувате ваков тип на информации, да ширите масовна хистерија и паника кај нашите граѓани. И според мене, ќе повторам, ова е дело на најголемата опозицијска партија во државата кој што година дена создава хистерија. Ке нема плати и пензии, ке има мигранти, надворешната политика не функционира. Денес дознавме дека бактериолошки е загадена водата во најголемиот главен град. Тажно е она што се случи во Гостивар. Како дозволил градоначалникот на таа општина, кој што е одговорен, инаку опозицијски градоначалник таа општина, тука лежи коренот, веројатно, министре, затоа што никој не веруваше дека ќе се доведеме во ситуација да некој го наполни водоводниот систем со фекалии, дека ќе може да вклучи пумпи и ќе ги стави во вардар за да го покачи притисокот во водоводна мрежа кој што снабдува град со десетици илјади жители. Сега се враќаме повторно на суштината на овој проблем, затоа што јас 20 години работам како новинар, генерација сме иста од факултет и сум поминал и една и друга власт. И постојано се наоѓаме во истиот круг, се вртиме во истиот круг, кога едните се на власт, другите шират лажни вести, кога овие се на власт, другите шират лажни вести. Ќе излеземе ли од овој магепсан круг за државата да може да тргне напред и корист да имаме сите? Тоа е наша обврска како политичари. Значи, наша обврска е да наоѓаме решенија на проблемите, но истовремено да ја сватиме нашата одговорност во системот. Кога сме на власт, да ги решаваме предизвиците, но кога сме во опозиција да не шириме хистерија, да критикуваме кога е основана критиката, но да знаеме да ја разграничиме таа јасна линија помеѓу критика и помеѓу лага. И тоа е она што за жал не го разбира главната опозицијска партија во државата, бидејќи таа 7 години така практикувала власта, тоа фактите го говорат. И ние затоа велиме за многу теми на нас ни треба обединување. Ни треба да зборуваме како заеднички да создаваме консензус, но од другата страна треба да има некој кој што е подготвен со вас да разговара за консензус. Секој пат кога сме повикувале на консензус, ни се возвраќало со критики и со навреди. Ние на сила не можеме некого да натераме на консензус, но истовремено ќе кажам, мораме да бараме одговорност кога некој вака се однесува. Тоа вклучува одговорност соодветна за сите лица кои што тоа денес го прават, вклучува се согласувам по вас. Максимални казни според мене треба да се обезбедат доколку се докаже сето она што во Гостивар се случувало. И за Скопје ако се докаже дека е ширење паника, мора да има одговорност. Апсолутно. Затоа што само така системот ќе функционира. Но тоа не е обврска само на извршната власт, тоа е обврска и на функционално правосудство, кој што не е само прашањето какви ресурси ќе има, туку колку ефикасно ќе биде во обезбедување на правдата. И тоа е наш заеднички колективен труд кој што мораме да го направиме за државата да се движи во вистинска европска насока, бидејќи вака се губи довербата во системот. Токму на вакви начини преку ширење на хистерија и промоција на лажни вести. Само за крај да не излезе дека не сум ме прашал, дали Мицковски на оваа екскурзија како што најави во Брисел ќе разговара со некој од представниците на Европската унија, затоа што тоа се прашањата кои што се поставуваат од политичките, од партиските говорници, дали можеби во процесот некако е вклучен Арбен Фетај кој што беше именуван за специјален представник за ЕУ? Процесот, целокупниот процес кој што е поврзан со нашите европски интеграции, примерно како што е уставно определено прашањето на надворешната политика е во надлежност на претседателката на државата, председателот на владата и секако на мене како министер за надворешни работи. Нашата комуникација со представниците на европските институции, јас би кажал дека е на дневна основа, бидејќи има многу проекти и процеси кои што течат во меѓувреме. Реформската агенда, каде што сме една од земјите кои што покажува најголем успех, Скопје, европски град на културата за одреден период, и тука имаме тековна комуникација и секако суштинското прашање да се најде излез од оваа ситуација. Така да ние имаме комуникација на дневно ниво, свесни сме за тежината на овој спор, но исто така сме апсолутно и свесни за очекувањата на граѓаните дека ќе се најде решение кое што ќе биде достоинствено. И така ќе успее. Да,